Почитувани, добро вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на Спорт 1, вашиот редовен спортски информатор, секој петок 21 часот на 1 ТВ. Навистина имавме возбудлива и супер интересна недела зад нас со многубројни спортски успеси на повеќе полиња, неколку би рекол и мали неуспеси. Сепак, како главна тема вечерва го извојуваме каратето. Каратето и натаму настојува и продолжува да биде број еден спорт во Македонија по бројот на освоени медали од едни големи надпреварувања. Таков е случајот изминатиот викенд со нашиот најуспешен каратист Емил Павлов, кој се закити со уште еден медал бронза, негов четврт во историјата на, што е представува голем број во историјата на Македонија освоени медали на полеток карате. Заедно со Емил вечерва моја гостинка е и Полексенија Јовановска, која е исто така една од најдобрите каратистки во категорија кати, која замалку избега медал, но се врати со повторување на нејзиниот најголем успех, кој исто така е најголем во историјата на Македонија, освоено 5-то место. Покрај останатите спортски содржини, како што кажав, нема да биде само каратето. На крајот секогаш редовно и наградната игра за сите оние наши верни фанови, верни љубители на спортот и гледачи. На крајот ќе имаме 5 награди, ќе мора да одговорите нели точно на 5 прашања кои содржински ќе бидат токму од тоа што ќе се разговара вечер и сите оние спортски содржини што ќе бидат третирани. Затоа да не губиме време, се враќаме веднаш по кратката пауза. Најуспешните македонски каратисти од последното европско првенство во Шпанија гости во Спорт 1. Емил Павлов се закити со четврти медал. Полексенија Јовановска го повтори својот најдобар пласман. Покрај останатите спортски содржини, на крајот за најверните гледачи следуваат награди. Гледајте Спорт 1, петок, 21 часот на 1 ТВ. Добро дојдовте назад, за оние кои моментално можеби се вклучуваат. Вечерва каратето е главна тема во Спорт 1 и најновото издание, нели, вечерва. Мои гости вечерва се Полексенија Јовановска, која се врати со одлично пето освоено место од последното европско првенство во карате во Шпанија. Добро вечер, Полексенија. Добро вечер. Добро вечер и за Емил Павлов, најуспешниот каратист на Македонија, кој уште на почетокот во јануари имавме прилика, нели беше избран и за најдобар спортист на Македонија, имавме прилика да разговараме и навести интересна и возбудлива 2019 и веднаш во првото големо надпреварување се враќаш повторно со медал. Добро вечер за двајцата, како се чувствувате во студиото на Спорт 1? Добро вечер, прекрасно. Прекрасно сте. Полексенија, со вас прв пат имам можност да се видам и да поразговараме, прв пат и во Спорт 1. Се вративте повторно со голем успех. Задоволство или сепак можеше подобро? Свесна и самите факти зборуваат колку е тешко да се направи успех во одделот на катите во карате. Најголемите успеси кои што се донесени за Република Македонија од карате се моето 5-то пласирано место во категорија сениори. Така, пред 3 години. И европскиот медал кој што го донесе за Република Македонија и се уште единствен индивидуален европски медал во 2014 година. Овој резултат кој што го повторив за мене премногу значи, пред се поради тоа што ова европско првенство се бодува во она ранг листа за Олимпијадата во Токио 2020 година. Така да самиот настан по себе беше доста силен и ваквиот пласман за мене значи премногу, како и што рипнав на таа бодовна листа, така и за да го повторам она кое што веќе го докажав пред 2 години дека можам да го направам. Така. Емил повторно трет во Европа. Имате и 2 златни медали од европските надпреварувања и сега 2 бронзи. Задоволен? Па да, најпрво да ги поздравам гледачите на Спорт 1. Се надевам дека ќеоздржиме вниманието. Па вака, изминатиот викенд имав настап на Европското првенство во Гвадалахара, Шпанија, каде што ова Европско првенство беше посебно, имаше доста значајни, најмасовно до сега бидејќи учесници и земји учесници, 51 земја. 51 земја од над 500 надпреварувачи. Во мојата категорија имаше 33 надпреварувачи, имав 5 борби, од кои 4 победи и 1 пораз во полуфиналето,
каде што можам да кажам дека незаслужено го загубив тој меч. Сите видеа имаше по социјалните мрежи дека губев со 2:0 на последните секунди, успеав да зададам удар каде што тоа доколку судите го видео и ми го досудија, тоа ќе беше 3:2 за мене. И ете, ќе пробав да ја одбранам таа титула како европски првак. Ете, што е тоа, таков е спортот, се случуваат такви ситуации. Од ова само можам да бидам многу посилен за наредните надпреварување. Ете, со овој медал исто така можам да кажам дека обезбедив норма за вторите европски олимписки игри кои ќе се одржуваат во месец јуни. На првите европски игри успеав да освојам бронзов медал. Се надевам дека овој успешен настап на големите надпреварувања ќе го продолжим и ќе видам што е можно поблиску до исполнување на олимписка норма за Токио. Мора да го продолжиш. Ќе дадам се од себе. Кога рековте задоволни сте со избореното 5-то место, но можеше ли подобро? Кога би го вратиле времето, што би сменила за беше нијанси делеа за освојување бронза? Точно. Морам да кажам дека во мечот за бронза изгубив со минимална разлика од 0:6. Оваа година, заклучно 2019 година, се смени судењето во кати, односно почна да се суди со бодови, нешто слично како уметничкото лизгање. Ја покажуваме цела ката, след демонстрацијата и потоа следат гласовите, односно бодовите. Изгубив со минимална разлика. Не би сменило ништо. Секогаш кога излегувам на татамите давам максимум. Влегувам на терен со срце, го правам она кое што најдобро го знаам. Мојот противник беше Франција. Можам нескромно да кажам дека според мене, ако разликата беше 0:6, што би било кога судите би биле реални. Така да се надевам дека како со досегашната работа, така и во иднина, тој посакуван европски медал би го донесла за Македонија, како што тоа го успеав да го направам во млади сениори, така сметам дека со напорна работа, со продолжување на тимот кој што стои зад мене, во оваа прилика би сакала да ги поздравам тренерите и клубот кој што застана целиот овој период зад мене. Мојот тренер Стојан Андреевски, Агенцијата за млади спорт, Македонскиот олимписки комитет, на кој што сме двајца стипендисти. Потоа да ја поздравам Карате Федерацијата на Македонија и председателот кој што несебично ни помага сите овие години. Така, мора да напоменам, од Прилеп е вашиот така матичен клуб, карате? Сега моментално се наоѓам во Скопје. Мојот матичен клуб е така, но мора посебно да ви се заблагодарам, бидејќи вечерва специјално дојдовте вие од Прилеп и Емил од Штип. Емил, веќе почнавте за онаа спорна одлука, би сакали и режијата да ни го пушти тоа видео, баш на кое јасно се гледа како давате чист удар. Тоа можете вие по-стручно да го искоментирате, а не знам како може судиите да не видат една таква грешка. Каква беше реакцијата од вашиот тренер, а што потоа рекоа од комисијата? Па вака, не само овој потоа претходно имав во истиот меч, каде мој поен, каде што Само мора од режија да и поправам, ова се на Полексенија од нејзината борба за Емил се. Да објасним на гледачи дека и во карате спортот има вар технологија, доколку сметаш дека не е досуден поен, може тренерот да побара видео ревју. Побаравте? Ние во претходната ситуација имав исто чист поен, каде што судиите не го досудија на мене, го дадоа на мојот противник, мојот тренер побара видео асистенција, но и тогаш не ми го досудија и потоа во текот на борбата дадов се од себе за да успеам да го добијам тој меч. Еве и реакцијата да го добијам тој меч, со предна нога во главата. Во карате спортот се бодува со 3 поени или ипон. Да, голем број од другите тренери од надпреварувачите кои го следаа овој меч ми рекоа дека бев доста оштетен, дека тоа е чист поен, но што е тоа, таков е спортот. Се надам дека наредниот пат правдата ќе биде задоволена. Така, бевте конкурентен во претходните борби пред овој меч? Па вака, можам бевте далеку поквалитетен од вашата конкуренција?
Вака, можем да кажем дека на ова првенство бев многу спремен, многу Бидејќи подготвен има и многу... противници од Словачка, Србија, Црна Гора, Русија. Па да, секој европско првенство има голема конкуренција, бидејќи јас изминативе години наистина сум во самиот врв на европското карате и доста од тие земји ме анализира, ме простудира и многу е тешко, бидејќи сите се спремат за вас и навистина е тешко да спремаш тактика, но заедно јас со мојот тим успеавме да ги победиме сите надпреварувачи, сите препреки. Ете, најпрво во прва борба имав надпреварач од Словачка, победив со 1:0, во второ коло надпреварач од Србија, исто 1:0, во трето коло имав незгоден надпреварач од Црна Гора, каде што тој го победи најголемиот, еден од фаворитите за освојување на медал, азербејџанецот. Ете, го победи со 4:2 и полуфиналето загубив, како што кажав, од русинот. И во онаа борба за бронзениот медал не очекував дека ќе биде толку тешко. Противникот ме изненади уште на самиот почеток, ми зеде 2 поени, но ете јас останав сконцентриран, фокусиран, психички стабилен и поен по поен ја сврти ворота во моја полза и победи со 3:2. Така на сите им покажа дека не случајно повторно ти припадна барем една од местата или еден од местата на пиедесталот и во тој случај нели бронзата. Полексенија, може ли накратко да ги анализираме твоите противници, како поминати на целиот шампионат? Да, како што кажав, од оваа година, 2019 година, се смени системот на гласови, односно системот на судење. Најпрво се делат на 8 категории, односно 8 надпреварувачки. И прво влегуваш во прв круг, каде што се бориш против сите од 8, изведуваш една ката и доколку твоите бодови се котираат на 4 најдобри, влегуваш во следен круг. Го поминав првиот круг на второто место, потоа вториот круг исто така на второто место. Останав во категоријата со Шпанија, со Турција и со Португалија, каде што останав трето пласирана и потоа вкрстив со Франција. За мене доста значи тоа што бодовите во сите три кругови беа доста големи. Тоа ми кажува бидејќи бодовите се кажуваат спрема квалитетот на изведбата на катата. Се оценува брзината, значи физичкиот дел и техничкиот дел. Кај физичкиот дел се оценува брзината, експлозивноста, брзите ротации, стабилноста, техничкиот дел се гледа како изведуваш катата. Самите високи оценки зборува за тоа колку добро сум ја изведила и првата, и втората, и третата ката, и минималната разлика со Франција исто така покажа дека каратето, односно катата, има некои стандардни надпреварувачи кои што долго време останале на врвот во каратето. Тие се неколкуте држави кои што се веле сили во карате во Европа: Шпанија, Франција, Турција, Италија. Земјите кои што постојано котираат во врвот на европското карате и не само на европското карате, тие се едни од 10 најдобри земји кои што котираат и на светската листа, доколку ја додадеме Јапонија. Така да европското првенство е доста силно надпреварување и сите овие резултати треба да ги кажеме дека се огромни, поради тоа што големата конкуренција се наоѓа токму во Европа. Така. Емил, денеска беше посебно изгледа и изненаден од страна на Светската карате федерација, која ти посвети и внимание и интервју текст на нивната официјална веб страна и видео. Исто така, колку тоа тебе ти значи? Бидејќи сепак доаѓа од една институција како што е Светската карате федерација. За прв пат имав прилика да давам интервју за Светската карате федерација. Мислам дека и сум единствениот од Македонија, македонски каратист кој што дал свој интервју за таква голема страна. Но можам да кажам дека главен акцент беше тоа што бев избран за спортист на Македонија изминатата 2018 година, што тоа е многу ретко во другите држави да се избере токму од каратето, и јас сум еден од ретките. Но ете, навистина е драго што на Светска карате федерација те препознава, го цени твојот труд, тоа што си го направил изминативе години. Навистина е на голема мотивација за мен и да продолжам и во наредниот период да постигнувам што е можно поголеми резултати, бидејќи ова 2019 година е доста значајна за нас каратистите, бидејќи
година каде што се собираат поени да се исполни таа толку посакувана олимписка норма. Се надам дека во наредниот период ќе постигнам значајни резултати и после подолг период Македонија се надам дека ќе има учесник на Олимпијада со обезбедена норма, но не само учество, туку и борба за еден од медалите. Така, Полексенија почна веќе да ги споредуваш европските земји, но ја тука би те прашал колку сме ние блиски со регионот во твојот спорт. Колку е далеко или блиску една Србија, Црна Гора, Бугарија на квалитет? Како се гледаш ти со таа конкуренцијата од регионот? Фактите зборуваат. За тоа јас мислам дека регионот досега од регионот нема некој конкретно надпреварач кој што останал тековно да остане на врвот или да биде надпреварач кој што ете од Балканот, ќе одбележи Европа, како што кај нас е Емил Павлов, кој што ете остави белек во каратето не само во Република Македонија и во Балканот. Така да Турција како земја е најблиску до она кое што до тие квалитетни надпреварувачи. Турција која ќе се погледне колка е земја во споредба со Македонија, тука не треба ни разлики да правиме. Да. Така да ако треба да издвојам, би издвоила Турција. Затоа кажав, самите резултати зборуваат за тоа кој котира во врвот во Европа. Така. Емил, што следува сега? Каде ќе се фокусираш и каде ќе ја наметнеш таа твоја карате сила за да жнееш нови успеси, како што кажа, на патот кон една олимписка норма? Па вака, како што кажав претходно, со овој медал обезбедив настап на вторите европски олимписки игри во Белорусија, Минск, каде исто така ќе бидат значајни за исполнување на норма или собирање на значајни поени за таа ранкинг листа. Ете, оваа година ме очекува доста напредна сезона, ќе учествувам на сите оние премиер лиги, серија турнири каде што се бодува за Олимпијадата. Можам да кажам дека ќе учествувам на преку 7 големи надпреварување. Подготвен си? Па да, имам еден стварно прекрасен тим зад себе. Пред се сакам и ова прилика да искористам да се заблагодарам на моите тренери Сашко и Жарко Арсовски, потоа нашиот кондиционен тренер на репрезентацијата Крсте Војнески, мојот личен кондиционен тренер Петар Баснарков, Карате Федерацијата на Македонија, Агенција за млади и спорт, Македонски олимписки комитет и сите оние што ме поддржуваат и веруваат, ме бодрат и во оние тешки моменти каде што изминативе години имав такви ситуации каде што е многу битна поддршката. Мојата најголема поддршка, мојата фамилија, моите најблиски, се надевам дека ќе им вратам за сета она поддршка и сета она што го направија за мене со олимписка норма и верувам во себе, ќе дадам се од себе за да можам да го остварам тоа. Така, ме интересира каде вие го гледате двајцата клучот за успехот, тоа што се двоимете од регионот по каратето, ако не по некој друг спорт. Па вака, со доаѓањето на чело на Карате Федерацијата на Македонија со дали е тоа добрата работа од страна на клубовите, федерацијата? Пред се федерацијата каде што стави правилен систем за работа, значи од сите организации, од тренерски аспект, од судиска организација, можам да кажам буквално ние сме една најорганизирана федерација во нашата држава, благодарение на нашиот претседател. И затоа и овие изминати години бележиме доста големи успеси, не само во сениорска конкуренција, и во оние помлади категории, каде што буквално од сите надпреварувања имаме медал. Еве ни простанува сега уште Токио 2020 година. Верувам во тоа дека ќе исполниме и тој предизвик и ќе заклучиме еден циклус на добро представување на големи надпреварувања од страна на карате спортот. Така, не треба да заборавиме дека и на овој европски шампионат имав исто така истакнати каратисти кои дојдоа и до четвртфиналето, сепак беа можеби не толку далеку од медали, сепак стигна, има некаков символичен успех. Полексенија, како вие гледате, каде е клучот на успехот за разлика со регионот? Зошто се двоиме по карате? Би се согласила со Емил. Сето она кое што го прави Карате Федерацијата на толку професионален начин, огромната поддршка која што ја дава
председателот на Карате Федерацијата е токму она кое што ние преку успех го покажуваме колку е тоа успешно и колку тоа е правилно поставено во секој аспект, во секој дел. Председателот човек кој што знае како да ги мотивира кадетите, како да работи со јуниорите и како да ги содржи сениорите. Затоа толку безпрекорно работи нашата Карате Федерација и затоа сме толку успешни на секој поле. Дали девојките конкуренцијата расте и кај дамите да се занимаваат со каратето изминатиот период? Дали тоа е главната причина или? Мислам дека сме изедначени по бројката со настапување на машка и женска конкуренција. Така, кажи ми на домашна сцена гледаш конкуренција? Јас сум пресрекна кога гледам како младите се доближуваат, како младите вежбаат и колку младите се трудат да напредуваат и да допрат до она веќе што сме го оставиле како предизвик, како цел за да го достигнат. Јас се надевам дека младите генерации не само што би не стигнале и би не надминале. Така, Емил, ти ретко имаш конкуренција и во Европа, тоа се докажа, но гледаш конкуренција на домашна сцена во наредниот период? Па вака, јас во помладите категории? 10 години поред сум државен првак. На оваа година можем да кажем дека за прв пат имав достоен противник, каде што е млад талент. Се надевам дека тоа е Столе Смилковски од Карате Клуб Олимпик. Се надевам дека ќе продолжи да тренира макотрпно, бидејќи на негови години и јас имав доста тешка конкуренција, но тренирав макотрпно. Знаев дека еден ден ќе дојде тоа дека ќе го надминам мојот конкурент. И од тогаш до ден денес постигнувам големи резултати не само во Македонија, туку и во Европа и надвор од државата. Но пред се можам да кажам дека конкуренцијата и ќе ми биде доста добро, бидејќи јака конкуренција ќе ме прави да бидам уште помотивиран, пофокусиран на тренинзите, бидејќи големите земји само така напредуваат, бидејќи имаат јака конкуренција во своите држави и многу полесно потоа на оние меѓународни надпреварувања. Така, по лекција не ве прашав како е вашиот распоред сега на патот кон освојување норма за Олимпијада? Тие се истите надпреварувања кои што настапуваме. Следно од наредната недела на европските игри во Минск, така рековте? Следна цел моментално Емил Павлов единствениот кој што направи норма за олимписки игри во Минск. Со освојување на медал. Со освојувањето на бронзениот медал. Нас ни преостануваат уште неколку надпревари на кои што можеме да се качуваме на таа ранг листа. Моментално сум 13-та во листата на европската за Минск 2019 година. Следните турнири се наредната недела настапуваме во Рабат во Мароко. Потоа имаме Истанбул Опен и после следуваат сите останати премиер лиги и каратеван серија надпреварувања. Така, Емил, до европските игри во Минск има доволно време да се подготвите како што треба за еден таков турнир? Па да, европските игри се крајот на месец јуни. Мислам дека е еден доволен период каде што можам да спуштам со мојата форма и потоа да се спремам што е можно најдобро и да бидам во врвна форма на тие европски игри, бидејќи главниот акцент е токму на тие европски игри. Така, мора да ве прашам, покрај каратето, по лекција каде се гледаш ти, доколку каратето не беше твоја некој вид станица или? Често пати се размислувала што би била. Дефинитивно би се занимавала со спорт. Спортот е оно кое што се чувствувам најдобро дека го правам. Моментално, оно кое што го правам, сум сигурна дека е вистинското и не би можела да замислам дека би можела да работам нешто друго. Целта на секој спортист е понатаму да го пренеси своето знаење, да создаде нови генерации на кои што ќе го пренесам оно што го сите овие турнири се искуство, црпиме знаење, собираме премногу нови нешта кои што треба еден ден да ги пренесиме на младите генерации, како што кажав, тие да не надминат во сето оно кое што сме го ставиле како успех зад нас. Така, Емил, да не беше европски шампиони, сега трет во Европа, каде се гледаш? Што би бил Емил да не беше каратист? Па секако дека е бил во спортот, бидејќи од мали нозе го сакам спортот,
Но доколку не би бил во карате спортот, тоа сигурно би било фудбалот. Бидејќи сум го следам, го пратам, го сакам фудбалот и го играм и мислам дека и таму ќе бев добар, но не до тој степен како во каратето. Одличен избор тогаш направивте. За крај би сакал еден апел од ваша страна, бидејќи редовно гостите на крајот им поставувам истото прашање, да упатат еден апел до оние најмлади, зошто вреди да се занимавате со спорт? Често поставам прашање и некако одговорот е она кое што многу често го кажувам. Инвестирање во едно дете како најдобра инвестиција е спортот. Детето расти со правилен телесен израз, со правилен психолошки момент. Така да вложувањето во едно дете со спортот е една правилна инвестиција. Така, Емил? Па вака, јас од карате спортот добив многу. Пред се голем број на пријатели, не само од нашата држава, туку и во светот. Каратето ме научи да бидам многу посмирен и подобро да размислувам во приватниот живот, бидејќи каратето е таков спорт каде што бара доста смиреност и донесувам одлуки доста смирено, правилни одлуки и би им препорачал на сите оние млади да почнат да се занимаваат не само со карате, туку со било кој спорт, бидејќи ќе им биде многу корисен во понатамошниот живот. Така, тука останува да ви се заблагодарам, да ви посакам уште многу успеси, уште многу освоени медали и зошто да не да ве видиме и во Токио 2020, па зошто да не и со медал таму. Ти благодариме за поканата. Така, почитувани, останете со Спорт 1, за кратко се враќаме и со останатите спортски содржини. Зарем некој би посакал ваков роден ден? Не изгледа многу забавно. Ова е вистинска роденденска атмосфера. Направете го вашиот дом паметен со Smart Home. Користете ја технологијата за добро. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Вкусни деликатеси кои ги будат сите ваши сетила. Префинети вкусови. Вистинско гастрономско уживање. Единствено во деликатесен Тинекс. Единствен магнезиум надополнет со B6, B12 и фолна киселина. Doppelherz, најдобрите германски производи. Така, почитувани, добро дојдовте назад. Завршивме ние со првата дебатна тема со нашите успешни каратисти кои се вратија Емил Павлов со бронза од последното европско првенство, како и Полексенија Јовановска, која исто така го повтори својот најголем успех со освоено 5-то
место. Продолжуваме ние и со останатите спортски содржини кои оставија белег изминатава недела. Тука секако е ракометот. Ракометарите на Вардар остануваат на тронот на СЕХА лигата, остануваат без конкуренција, доминантни веќе 3 сезони поред. Трета титула поред, вкупно 5 за Вардар, откако Загреб во само 10 дена 3 пати го победија, го елиминираа најпрво во Лигата на шампионите од 8 на финалето во ЕХФ Лигата на шампионите, а пред неколку дена и во финалето на СЕХА Лигата го победија Загреб и освоија, како што кажав, третата титула поред, вкупно 5 во СЕХА Лигата. По трет пат во само 10 дена Вардар го порази Загреб. По двете победи за елиминација во 8 на финалето од Лигата на шампионите, македонскиот прва го надигра хрватскиот шампион и во големото СЕХА финале во Брест со 26-23, за трета титула во низа вкупно 5 која ја посветија на германецот Кристијан Дисингер, кој имаше непријатен пад на левата рака и пред време го заврши мечот. 5 од 8. Груба игра, тоа очекувавме, знаевме дека ќе биде така. Победа како победа, но нема преголемо славие, го изгубивме Дисингер, по тоа што видов воопшто не е наивно, така да немавме баш некои радосни емоции. Сега сакаме да видиме што ќе се случи со него и оваа победа му посветуваме него. Првичните наоди не покажуваат скршеница, туку само дислокација, а целиот тим преку социјалните мрежи му посака побрзо заздравување на Дисингер и тоа на 6 јазици. My friend, vi vate dir. Drági priateľu, čekáme te. Izdrži disco! Te esperamos, disco, vuelve pronto. Chris, Turija zgajte matpakanje. Tu hasunako rana snau. Финалето го одбележа борбен и квалитетен ракомет на двете страни. Воведот им припадна на Загреб, но бргу потоа Вардар фати резултатски приклучок без при тоа да влијае црвениот картон на Рожерио Мораеш. Во вториот дел на трибините се пресели Давид Мандич од Загреб. Најефикасен во мечот за титулата беше Данис Криштопан со 7 гола, па заслужено го ги понесе наградите MVP на Final Four турнирот и најдобар десен бек. Покрај него признание доби Дејан Милосављев за најдобар голман, Тимур Дибиров најдобро лево крило, а Стојанче Стоилов најдобар пивот. За Вардар сега останува фокусот да го наметнат кон четвртфиналниот двомеч против Пиксегет на 25 април и 5 мај. Тоа беше подсетување за успехов изминатиот период и изминатава недела на ракометарите на Вардар во СЕХА лигата. Сега продолжуваме со она што исто така ја одбележа оваа недела и лошото издание на македонскиот кошаркарски вице-првак МЗТ Скопје Аеродром во регионалната втора АБА лига. Во финалната серија 3 порази од Приморска. Последниот во Скопје, кој не им дозволи директен пласман во елитната АБА лига, АБА 1, па затоа останува уште директен дуел со Задар за преку бараж дуел, да си го бараат своето место или својот камбек во елитата на АБА. Приморска е одличен состав со поголем буџет од нас и можеме само да им честитаме за овој голем успех. Вака предводникот на МЗД Скопје Аеродром Ѓорѓи Кочов го објасни третиот пораз во низа од екипата од Словенија, која сега е нов шампион во АБА 2 конкуренцијата. Металците во 3 наврати покажаа дека не можат да се носат со Приморска. По двата убедливи порази во Словенија, вчера вечер во Јанесандански, уште еднаш, се увиде дека е пресилно темпото во овој период од сезоната дури и за екипа и ростер каков што има Кочов. МЗД Скопје се уште има шанси за пласман во првата АБА лига. Го очекува бараш против Задар. Предноста на домашниот терен ја има хрватскиот тим, кој оваа сезона ја заврши како предпоследен во АБА 1 лигата. Металците следниот викенд ќе истрчаат против Кожув во четвртфиналето од националниот кошаркарски куп. Доколку МЗД Скопје Аеродром успее да го елиминира гевгелискиот прволигаш, во полуфиналето ќе се сретне со подобриот од пресметката на Работнички и Куманова. И кошаркарите на МЗТ на некој начин ја одбележа оваа седмица, неуспешно, но тоа останува со Задар да го поправат печатокот и повторно да ги видиме во елитната АБА лига. Сега ни останува да најавиме што се не очекува овој викенд. Тука е нормално возбудливо домашното фудбалско
првенство и конкуренцијата во новата битка за титулата меѓу Шкендија и Вардар, но тука и Академија Пандев. Што ни представува нели овој викенд? Вардар дерби со Академија Пандев, ке може ли Вардар да ја намали она бодовна разлика од огромни 10 бода во однос со лидерот Шкендија? Остануваат да видиме викендов. На стадионот Борис Трајковски во Скопско Маџари Вардар е домаќин на Академија Пандев во дербито на 27-то коло во домашното фудбалско првенство. По поразот од Шкендија во средата, екипата од Струмица е пред нов сериозен предизвик. Вардар нема пораз на последните 6 кола во домашното фудбалско првенство, а дополнителен мотив за избраниците на Васовски представува фактот што црвено-црните на 6 досегашни пресметки со Академија Пандев имаат скоро 4 победи и 2 нерешени. Лидерот Шкендија во ова 27 коло игра пред своите навивачи против Ренова во градското дерби. Работнички ќе му гостува на Шкупи. На Чаир домаќинот ќе се обиде да ја прекине низата од 4 порази, додека романтичарите бркаат прв триумф по оној над победа од пред 5 кола. Во Ѓорче Македонија ќе истрча против победа, а Силекс ќе гостува кај Беласица. На табелата Шкендија е лидер со 59 бодови, 10 помалку има второпласираниот Вардар, Академија Пандев е трета со 45 бода и надпревар помалку. Ренова е четврта со 36 бода, потоа следува Шкупи, па Работнички и Македонија Ѓорче Петров. Во опасната зона се Силекс, Беласица и победа по 26 комплетирани кола. Прв стрелец во домашното фудбалско првенство е Владко Стојановски од Ренова со 14 голови. Покрај фудбалот викендов супер интересно ќе биде и на Матка, каде ќе се одржи 51-иот илинденски кајак слалом и европскиот куп во спуст на дива вода. Денеска двата настани ги најави директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски, заедно со председателот на Македонската кајак Федерација Коста Евтимов и председателот на Светската спуст Асоција Томислав Црнковиќ. Во сабота ќе се одржат квалификациони трки од 10 часот, а од 13 ќе стартува европскиот куп во спуст. Недела е резервирана за полуфинални и финални трки во слалом од 10:30 часот. Овој викенд Матка и градот Скопје на едно место ќе го соберат врвот на европскиот кајак. Причината е илинденскиот кајак слалом ИКАС 2019 година и европскиот куп во спуст на дива вода во Скопје 2019 година. Граѓаните на градот Скопје ќе можат да уживаат во убавините на кајак спортот, каде како спорт своите почетоци ги има од далечната 1936 година, а патеката Матка сведочи за големи настани во минатото. Агенцијата за млади и спорт дава целосна поддршка на организацијата на 51-иот традиционален илинденски кајак слалом ИКАС, која воедно е и втора поред најстара ваква манифестација во светот на кајакот. За овој надпревар има напријавено 10 држави. Тоа се Словенија, Хрватска, Србија, Бугарија, Литванија, Црна Гора. Значи тие се државите претежно кои што гравитираат значи во светскиот и во европскиот кајак. Има 64 надпреварувачи и поделени се во 6 категории. Што се тиче натецања во спуство, ево ове године и други пута по реду прво коло Евро ЕКА купа, значи натецања koje се одржава за сениоре и јуниоре у спуство на дивnim водама у дисциплини спринт окупиće evo најболје кануисте и кајакаше из регије. Ja vjerujem da će i ove godine naši sportaši pružiti nam dobru borbu, dobre, atraktivne vožnje, a osobito ovdje očekujemo i dobre rezultate i domaćih kajakaša koji su stvarno sve bolji i bolji. Така, тоа беа спортските содржини предвидени во најновото издание на Спорт 1. Сега традиционално продолжуваме оваа завршница или да во последниот дел од Спорт 1 наградната игра да доделиме и 5 награди за оние наши верни гледачи, љубители на спортот и верно што го следат Спорт 1. Подсетување за сите оние кои не ги знаат правилата на игра, може да погледнат на нашата веб страна 1tv.mk, таму да се информира за правилата на игра, нели кој се може да учествува. Така да предлагам, доколку веќе имаме гледач на линија, да го вклучиме. Ало, добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Љупчо на телефон. Љупчо, вие сте првиот јавувач вечерва. Имате, не можете да бирате нели од 1 до 5. Па, број 1.
Број 1 не следевте уште од самиот старт? Да. Тогаш би требало да не ви биде ова тешко прашање. Каков успех забележа нашиот најдобар каратист Емил Павлов на последното европско првенство минатиот викенд? На последното европско првенство Емил Павлов освои бронзена медаља. Така е, точен одговор. Претходно беше шампион. Браво, одлично, го следите каратето. За ова точно одговорено прашање добивате награда од Атлантик Комерц, фотелја. Нашите пријатели имаат продавница на Битпазар и Скопјанка, но наградите си ги подигнувате тука од просториите на 1ТВ секој работен ден од понеделник до петок, нели, од 10 часот наутро па до 22 попладне. Доколку имаме следен гледач на линија, предлагам да го слушнем. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Со кого имам чест? Со Драгица. Драгица, вие не следевте вечерва уште од првата минута? Да. Тогаш неба и вие да имате, нели, проблеми со нашите прашања вечерва и остануваат 2, 3, 4 и 5. 3. Број 3. Која екипа го спречи МЗТ Скопје Аеродром да ја освои титулата во кошаркарската АБА-2 лига? Тоа беше од содржините чинам при крајот од Спорт 1. Приморска под број 1, Сутјеска или Рогашка? Приморска. Токму така, Приморска го победи нашиот вице-првак 3 пати во финалната серија и го спречи до титула во АБА-2, со тоа и директен пласман во елитата на АБА лигата. За ова точно одговорено прашање добивате награда од Профит, протеински шејк без глутен и ГМО со додадени витамини, минерали и колаген. Ви благодарам. Ова беше Драгица. Остануваат уште 3 прашања, доколку имаме гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повторно дама, со кого имаме чест? Петровска Стојанка. Стојанка, повелете, остануваат 2, 4 и 5. 5. Број 5. Да. Колкава е моменталната бодовна разлика меѓу Шкендија и Вардар во првата фудбалска лига? Напоменав, тоа беше исто така последната спортска содржина. 10 бода, 12 или 15? 12 е неточно одговорено прашање. Повеќе среќа во наредните спортски изданија. Остануваат 2, 4 и 5. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер, со кого разговараме? Сашко. Сашко, повелете 2, 4 или 5? 5. Број 5, претходно отвореното прашање, верувам нема да ви биде тешко сега. Колкава е моменталната бодовна разлика меѓу Шкендија и Вардар во првата фудбалска лига? 10 бода, 12 или 15? 15. За жал 15 не е точно. Ви благодарам за јавувањето, повеќе среќа и на вас веќе во следните спортски изданија. Останува повторно 5 неодговорено, тука и прашање број 2 и број 4. Добро вечер, кој е на линија? Добро вечер, Панде е на линија. Панде, повели 2, 4 или 5? Број 5. Број 5, веќе трет пат поред. Колкава е моменталната бодовна разлика меѓу Шкендија и Вардар во првата фудбалска лига? Точен одговор мора да имате сега. 10 бода. Токму така, 10 остана неодговорено. 10 бода е разликата меѓу лидерот Шкендија во првата фудбалска лига и второпласираниот Вардар. Ви благодарам за вашето одвоено време. Добивате награда од Профит, бомбони за слабење. Остануваат уште 2 прашања и 2 награди. Добро вечер. Добро вечер. Со кого имаме сега чест? Со Весна Колевски. Весна, повелете 2 или 4? 2. Број 2. Со каков успех се врати каратистката Пулексенија Јовановска од последното европско првенство?
Полексенија беше моја вечерашна гостинка во првиот дел од Спорт 1. Значи со сребрен медал, 4-то место или 5-то место. Ако не следевте од стартот, ова мора да го знаете, бидејќи неколку пати напоменавме, а и пред тоа идеше форшпан и промо, сребрен не е точен одговор. Повеќе среќа друг пат. Благодарам. Доколку имаме... Ало? Добро вечер. Ало, добро вечер. Кој ни се јавува? Душанка на телефон. Душанка, повелете 2 или 4? 2. 2, пред малку го отворивме ова прашање. Со каков успех се врати каратистката Полексенија Јовановска од последното европско првенство? Освои Сребрен медал, 4-то место или 5-то? 5-то место. Токму така, 5-то место. Веќе неколку дена идеше и промо кои се вечерашни гости и кои што освоија. И неколку пати кажавме вечерва. Така да, за ова одговорено точно прашање добивате награда од Атлантик Комерц фотелја. Нашите пријатели имаат продавница на Битпазар и ново отворена во Скопјанка. Сепак наградите се подигаат во просториите на 1 ТВ секој работен ден од 10 предпладне до 22 попладне. Ви благодарам, останува уште едно прашање неодговорено. Тоа е број 4. Доколку имаме гледач. Александра Каевич. Александра, повелете да го одговорите и ова последно 4-то прашање. Благодарам. Ракометниот клуб Вардар трет пат во низа ја освои СЕХА лигата за вкупно колку титули? 3 СЕХА титули, 5 СЕХА титули или 8 СЕХА титули? 5. Токму така. Ракометарите на Вардар ја освоија својата рекордна 5-та титула, рекордни 3 пати во низа се шампиони во ракометната СЕХА лига. За ова точно прашање одговорено добивате награда од Атлантик Комерц Куфер. Нашите пријатели, како што кажав, имаат продавница на Битпазар и ново отворена во Скопјанка. Сите наградени, вашите награди, уште еднаш ке повторам, се подигнуваат од просториите на 1 ТВ секој работен ден од 10 часот предпладне до 22 часот попладне. Тука ве поздравувам, ви посакувам пријатна вечер, убав викенд, а со Спорт 1 се гледате веќе следниот петок во 21 часот. Поздрав!